зборуваме за зголемување на самодовербата и креативноста кај децата. Односно, кој е вистинскиот начин да тоа се направи, да се зголеми самодовербата кај децата и да се зголеми нивната креативност. Креативноста која што започнува уште од најраните денови, уште додека децата се во градинките, каде што се разбира има програма која што работи токму на зголемување на нивната креативност, но и понатака во продолжување на образовниот процес. Особено важен период од животот на детето е кога започнува тој образовен процес, односно кога се тие прводеленчиња и тогаш се запознаваат со тоа што значи училиште и што е нивната обврска понатаму во следните години. Но можеби се појавува еден предизвик, еве нема да го наречеме проблем, ќе го наречеме предизвик, кога на почеток дечињата поголемиот дел од нив некои зборови или букви не ги изговараат како што треба, а и со самото тоа се отежнува говорот или пак немаат чист говор. Се разбира дека тоа е процес и дека и тоа поминува, но доколку постои пак поголема потешкотија, тогаш треба работа на истото, а затоа е задолжен логопед. Се случува онака како што треба на самиот крај и има резултат, но како тоа би требало да изгледа, кои се вистинските чекори кои што треба да се превземат и што е она што во овој случај би требало да знаат родителите за да може да работат во таа насока, ќе позборуваме во продолжение. Но оваа тема во утринската програма денеска ни гостува Јана Смилевска, која што е логопед од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Добро утро за вас, Јана, и добро ни дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро и вам и поздрав до гледачите што не следат. Мене ми е многу мило што има млади личности кои што ја работат оваа работа, како што сте вие. Работа со деца, која што е комплексна работа и треба еден вистински професионален пристап, а се разбира треба и знаење. Добро е да имаме и такви млади личности тука, за да може нели и оваа порака која што сакаме да ја пренесеме или оние информации за кои што јас туку што споменав или ги најавив да стигнат до оние кои што не следат, а кои што можеби имаат вакви дилеми или прашање по оваа тема. Ние се осврнавме исто така како една идеја или повод за ваквото гостување со оглед на оние податоци кои што ги има и кои што ги даде за Државниот завод за статистика, за тоа дека според резултатите од истражување кое што се спроведувало веќе во второ оделение дека децата не знаат, односно имаат би требало да имаат основни вештини за читање, можат правилно да прочитаат 90% од зборовите во расказот. И сега некои деца може тоа да го направат полесно или побрзо, некои можеби да го направат малку поспоро и побавно и кај нив може да влијае тоа на нивната самодоверба. Но ние најпрво би се задржале што е она што може да биде најчеста причина или потешкоти кои што може да се појават кај децата во на предучилишна возраст, односно во периодот кога веќе би требало да се подготвуваат за на училиште. Некои потешкоти во однос на говорот. Да, значи во предшколска возраст се спаѓаат децата до 6 годишна возраст и баш тогаш е периодот кога родителите се обраќаат, значи се консултираат со нас и бараат стручна помош. Но постои дилема кај родителите дека тие треба да почека да тргне детето во прво оделение, да наполнат 5-6 години, но треба да им се каже баш, еве, супер ви е темата, затоа што логопедот е за секоја возрастна граница и треба чим ќе приметат дека некој дете има отстапување, дека не е исто како другите врсници, како неговите другарчиња во градинка, во мало, треба да се обратат на логопед, да се направи барем една консултација и да се потврдат или отфрлат нивните загрижени мисли. Да, или нивните сомнежи кои што можеби се појавуваат. И сега, како најлесно тоа да се забележи или во пракса тоа, од ваше искуство, како изгледа, кога родителите забележуваат, кога може да се направи таа споредба дека да, моето дете може би има малку потешкоти за разлика од другите деца кои што се во неговата околина и кога е вистинското време да се обратат на стручно лице во случајов на логопед? Да, така. Значи најчести ситуации се кога ќе наполни веќе детето 1-2 години и тогаш веќе треба да е развиен говорот, треба да има неколку зборчиња, на 2 години треба да има и проста реченица, двосложна, но тогаш нели треба да се побара помош, но родителите како што кажав мислат дека е мало детето, уште има 2 години, ќе почекаме уште година-две, но тогаш може да станува збор за алалија, развојна дисфазија и тоа се сериозни состојби кои треба да се третираат. Алалијата представува делумно или тотално отсуство на говор, иако кај детето е зачуван скоро слухот,
Алалијата, значи, се јавува во две форми, сензорна и моторна. Сензорната алалија представува рецептивна, односно детето говорот во околината го слуша како шум и од тој шум не може да извлече одредени гласови или зборови и затоа се ствара фрустрација кај тоа дете, е склоно кон кинење, кон рушење. Исто така тие се многу плачливи, плашливи. Овие деца исто така, значи, не можат да се спријателат со другарчиња, значи ја немаат таа игра. Овие деца не го разбираат говорот, не ја разбираат вербалната порака. А пак исто така треба тука да се каже дека тие можат да развијат идеогласен говор. Идеогласен говор представува измислени фрази и зборчиња кои може да ги разбере само нивната мајка. Доколку кај моторната алалија, тоа е експресивна алалија, тие имаат потешкоти во нивното изразување. Значи тие го имаат колку толку рецептивниот говор, го разбираат, значи тоа се некои прости наредби како земи го ова, дај ми го ова, но тие не можат да се изразат и тоа исто така им ствара голема фрустрација. Тоа е обично на 2-3 години. Исто така, овие дечиња, исто така, нели, се многу плашливи, плачливи, срамежливи. Да. Тие се карактеристиките кои што ги имаат децата, кои што може би ги имаат овие потешкоти. Од тука колку ова може да влијае на самодовербата кај дечињата, веројатно во тој период од животот или во таа возраст и несвесно, но потоа тоа излегува на виделина со текот на годините, кога ќе тренат на училиште. Па, нели, кога ќе почнат и повеќе работи да осознаваат, тоа го чувствуваат. Колку тоа влијае и меѓу другото во ова ќе споменеме од друга страна кога ќе се побара помош и кога ќе настапи таа помош и ќе почне тој третман за да може ова да се совлада, колку пак може да се повреди таа самодоверба и нели да детето да може нормално да функционира кога зборуваме за говорот. Да, значи самодовербата се гради уште од најрана возраст, значи уште кога децата не се свесни самите за себе, но таа љубов кон себе се гради целиот живот, има последици понатака. Секој зборче што ќе му е кажано на детето се врежува во нивното мозоче и понатака влијае на неговиот живот и на неговото остварување како човек, на неговите вредности. Затоа треба да се пази како се зборува со децата, затоа што, например, еве, децата кои имаат нарушување во говорот, често се наречени мрзливи, ти не се трудиш доволно, пробај вака, пробај така, но не сваќаат родителите, што е најбитно, дека треба тие да го мотивираат детето, да му дадат поддршка, да го охрабруваат, тоа да се мотивира да биде се подобро и да се труди, затоа што ако не се труди нема да го развие говорот. Со тоа и ја добива својата самодоверба. Да, исто со таа мотивација и поддршка која што треба да ја добијат, всушност му помагаат на детето да се, да речеме, убрза тој процес или нели да може да соработува во случајов со логопед, па и со родителите дома, за разлика од критицизмот или ете тие зборови кои што вие ги споменавте, кои што всушност дополнително ја намалуваат неговата самодоверба. Исто така, значи тука и пелтечењето како голем проблем, многу често се јавува. Ете баш во претшколска возраст од 2 до 5 години тука можеме да го спомнеме физиолошкото пелтечење кој не се смета за вистинско пелтечење, но се појавува бидејќи во тие години е најинтензивен развојот на говорот и може да се случи нели тоа да стане како нагла промена на детето и да се појави пелтечењето. Пелтечењето представува пореметување во ритмот и темпото на говорот, кога лицето знае точно што сака да каже, но не е во можност поради повторување, продолжување на одредени гласови и зборови. Пелтечењето е голем проблем и треба да се третира на логопед. Може да се почека доколку се работи за физиолошко пелтечење од околу 6 месеци, но ако продолжи, иако е мало детето, треба да се однесе на логопед, затоа што понатака ете баш затоа што темата е самодовербата. Кога овие деца, значи се руши таа самодоверба, не се доволно сигурни во себе, обесхрабрени се. И понатака во школската возраст тие имаат проблем затоа што ете нема да сакаат да дигнат рака, нема да сакаат да читаат пред класот, на табло да искочат да решат задача затоа што се осеќаат дека не се доволно добри како нивните соученици. Така е.
Од тука е доста важна работата со логопед, а истовремено претпоставуваме, веќе кажете вие, колку е важна и паралелно работата во домашни услови, односно родителите со своите деца. Оние родители кои што можеби го забележуваат ова кај своите деца, им се појавуваат повеќе прашања. Едно од тие колкав веројатно време траењето на целокупниот третман кога одат на логопед, што е тоа што го содржи самиот третман и на крајот кога и колкав ќе биде резултатот и каков ќе биде ефектот. Може да одговориме на овие прашања. Да, значи нема третман за една диагноза или за истата диагноза, исти да се симптомите, секој дете индивидуално и се прави индивидуален план и програма за работа и за логопедски третман. Значи исто зависи од годините на детето, зависи од колку е тешка клиничката слика, манифестациите, така да за секој е посебно и време траењето и како ќе се одвива третманот. Но кај повеќето диагнози се започнува со на лицева телесна шема, затоа што ако не се спознаеме самите себе, нема да го спознаеме и светот околу нас. Да. И како најчесто реагираат децата кога еве за прв пат ќе се запознаат со логопед и кој е оној прв дел од пристапот и програмата за работа од ваша страна, кога се започнува со тие некои, претпоставувам, основни вежби за совладување на тој прв почетен дел или запознавање со детето, па понатака целокупната работа? Да, па првин логопедите треба да се добри педагози, значи треба да знаат, да имат пристап, методика, како првин да го придобиат детето, да се адаптира на таа средина, бидејќи, знаете, му се плашат да не одат на доктор, да не ги боцкаат, така да, треба да бидеме како другари со нив, да не засакаат први нас, да им е пријатно во наше друштво, па потоа да почнеме со третман. Третманот, како што кажав, е индивидуален за секој дете, посебно дури со иста диагноза се крои различен план. Од тука важноста на работата дома. Дали откако ќе заврши времето поминато на логопед и она кое што било задача за денот, има некаква препорака до родителите да следното нешто што треба да го направат дома. Односно, прашањето ми е колку е важна паралелната работа со логопед, но и со родителите дома. Колку тие треба да се вложат во тоа? Да, значи родителите се многу битни да се вмешани во овој процес, затоа што тие се најважните терапевти во логопедскиот третман. Ако немаме поддршка од дома и ако не се работат домашните задачи, нема да го имаме тој успех што сме го зацелиле. Затоа, например, јас после тие 45 минути од работата со детето, јас давам препораки и совети на родителите како тие да продолжат да работат дома за да имаме поголем успех, затоа што тоа е многу битно, затоа што и детето ќе сака да продолжи да оди на логопед, затоа што ќе види дека и дома се зборува за тоа, дека тоа не е ништо страшно и дека таа состојба ќе помине. Така. Оно што може да биде како препорака и совет во склоп на нашата денешна тема и до родителите кои што не следат, за сето ова кое што досега го споменавме, дека треба да се информираме, дека доколку забележиме нешто, не треба да се крива паника, но треба да се следи состојбата и ако тоа потрае, треба да се побара или помош од логопед. Која ќе биде вашата професионална препорака и совети од досегашната работа и оние деца кои што претпоставувам дека доаѓаат во Гаспар центарот и со кои што вие работите? Да, значи јас би им препорачала прво на родителите да го дадат целото нивно внимание и љубов кон децата, целото нивно слободно време да работат со нив, значи тие вербално да ги стимулираат децата, значи све да зборуваат со нив, дури тоа и банално да изгледа, значи дури да шетаат, ова е тоа, да покажуваат, да именуваат работи, затоа што така со имитација се развива говорот. Исто така препорачувам, ако приметат некоја разлика кај дечињата, тоа, значи да отидат на консултација, значи не е ништо страшно, само тие да бидат сигурни во себе дека има или дека нема да го отфрлат тој проблем што ги загрижува. Така. И una добро, да речеме, добар заклучок со кој што ќе завршиме, мене искрено ме интересира откако ќе работите со децата и откако ќе се види тој напредок, веројатно вие очигледно го забележувате видно нивното
нивната радост, веројатно тука со самото зголемување на самодовербата, а и креативноста за која што ја имаме во склоп на денешната тема. Кога ќе се зголеми или ќе се зацврсти самодовербата кај децата, веројатно автоматски со тоа доаѓа и зголемување на креативноста. Да, па сите ние што сме обкружени околу дечињата, директно или индиректно влијаеме на нивната самодоверба и логопедите се едни од нив, што е многу убава работа. Значи, со тоа што ќе му се подигне на детето таа самодоверба, тоа ќе стане послободно, нема да се срами, ќе биде похрабро да истражува нови ситуации, да учи нови работи, да станува љубопитно и со тоа се развива и креативноста. Креативен човек не може да биде неслободен човек. Така е. Јас верувам дека ја постигнавме целта со нашата денешна тема во однос на тоа како најдобро да се зголеми самодовербата или да се задржи самодовербата кај децата која што си ја имаат или си ја создаваат од своето раѓање и се разбира со тоа изголемување на креативноста која што е особено важна во целокупниот живот, како и во образовниот процес, така и во понатамошниот живот кој ќе се одлучи за одредена професија, а за да бидат успешни во истата треба да бидат креативни во таа сфера. Јас благодарам Јана за вашето гостување, нашата соработка со Гаспар ке потсетам и понатаму продолжува. Млади и успешни личности се дел од овој центар, секој професионален во својот дел, а во она или областите за кои што работите имаме секогаш актуелни теми, така што и следната ќе биде таква. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и вам.